Утрински стихови од Библијата. 10 август. Јас го признавам својот престап. Зашто го признавам своето беззаконие, мојот грев е секогаш пред мене. Псалам 51:3. На оние кои тврдат дека веруваат во вистината, за вистина да го следат Христа и да ја творат Божјата волја, неопходна им е потполна обратеност. Не подчинетост предизвикана од околностите, како што тоа бил случај со престрашените израелци, кога пред нив се покажала силата на Семоќниот, туку длабоко и искрено каење и отфрлање на гревот. Оние кои се само напола обратени, личат на дрво чии гранки се наведнуваат кон вистината, но чии корени, длабоко закопани во земјата, цврсто се држат за неплодната почва на овој свет. Од таквите гранки Исус напразно очекува плодови. Таму тој наоѓа само лисја. Причината зашто младите, па дури и оние што се во зрели години, толку лесно подлегнуваат на искушенијата и гревот, е во тоа што не го проучуваат Божјото Слово, ниту размислуваат за него како што би требало. Недостатокот на цврста и одлучна сила на волјата, која се покажува во животот и карактерот, е последица на нивното занемарување на светите инструкции од Божјата реч. За да можеме да примиме помош од Христос, ние мора да ја увидиме нашата потреба. Мораме вистински да се познаваме самите себе. Христос може да го спаси само оној што е свесен дека е грешник. Само кога ќе ја согледаме својата потполна безпомошност и ќе се одречеме од довербата во себе, ќе можеме да се фатиме за божествената сила. Сите наши добри дела зависат од сила што е надвор од нас. Затоа, мора да има постојано посегање на срцето кон Бога, константно, искрено признавање на гревот и понизување на душата пред Него. Нас не обкружуваат опасности и безбедни сме само ако ја чувствуваме својата немоќ и со стисокот на верата се држиме за нашиот моќен избавител.